Студио 1. Кога ќе се соберат млади луѓе и кога ќе одлучат да преземат една иницијатива како да го подобрат менталното здравје на нивните врсници, односно како нивните другари, пријатели, да зборуваат, да речеме, и секако со ученици, примарно да зборуваат отворено за своите проблеми. Тоа дава еден резултат, односно тој резултат е иницијативата наречена Share. По тој повод, наши денешни гостинки, женско друштво, ги имаме девојките од оваа иницијатива. Ќе започнеме секако со Ивона, која што е лидер на Share, па потоа ја имаме Андра Блажевска, која што секако и Магдалена, која што се дел, односно членови од оваа иницијатива. Девојки, најпрво добар ден и добре дојдовте. Добар ден, благодариме. Ајде, она неизбежно прашање, дефинитивно поводот за формирање на ваква иницијатива беше што? Ќе напоменеме од сам старт дека во оваа иницијатива, освен вие, младите, се вклучени и стручни лица, односно психолози. Која што причината поради која што започнавме, ја почувствувавме таа потреба кај младите да споделуваат проблеми кои што навистина се дел од нашата секојдневија и токму затоа го започнавме се во ова, знаевме колку е навистина важно да споделуваме, но исто така и да зборуваме отворено за тие проблеми кои што нас намачат. Со нас беа присутни постојано работилниците две стручни лица, Андријана Павловска и Елена Стаменкова. Исто така ментор на нашиот, односно капитен на нашиот тим е психологот од нашето училиште Орца Николов, односно Ана Попризова. Тие постојано го пратат текот на нашата работа, пратат на кој начин функционираат целите работилница, тоа што навистина станува збор за проблеми кои што нели се дел од нас и па внимава на тој дел дали кој што ќе сподели, да внимаваат кој што би кажал. Колку временски веќе сте формирани, односно функционирате како иницијатива? Чинам на 27 мај примарно со изложба беше заокружена, така? Да. Една иницијативата, меѓутоа дали евентуално какви се плановите, работите на тоа, на проширување? Да, работиме за понатаму, значи нашите планови се најважно, мислам дека ние да се расшириме во други училишта, бидејќи сакаме да помогнеме и на нашите други соученици. Бидејќи сметаме дека е вистински важно да се зборува за менталното здравје, сакаме да продолжиме со работилниците уште од нели почетокот на следната година и овој летен распуст ќе работиме да имаме интересни и креативни идеи за наредните работилници. Бидејќи гледачите се уште ги запознаваме со тоа што значи Share иницијативата, кога велите младите да се отворат и да зборуваат за своите проблеми, што конкретно мислите? Како се изразуваат? Како вие доаѓате до нив? Зошто тие баш преку вас се изразуваат? Направивме анкета кај нас во училиштето и свативме дека премногу од младите не сакаат да зборуваат за своите проблеми и премногу е стигматизиран фактот да се зборува со стручна лица, каде што секој се плаши да биде осудуван од општеството и од самата средина дома. И на првата работилница имавме прашања кои што беа прилично благи, еве например кој ти е омилено животно или не знам со што најмногу се Кој ти е хоби, сакавме децата да има интимност во склоп на групата за да може нели подоцна да преиде во нешто повеќе. А со која генерација работите? Од прва до четврта година на ниво на Орца Николов, затоа што почнувавме со такви baby steps за да стигнеме нели до посакуваната цел да можат да ги споделат своите проблеми. Бидејќи сепак ние сме и деца на таа возраст, исти сме со децата, многу е полесно тие да зборуваат со нас. И исто така нашите психолози кои што ни помогнаа се прилика млади и многу е полесно се создаде таа пријатна атмосфера за децата да зборуваат отворено. А фидбекот, например, од цела гимназија од Орца Николов, колку од нив се подготвени да зборуваат за своите проблеми? Беше изненадувачки, бидејќи на почетокот повторно имаше нели таа стигма кога започнавме со сето тоа, беше стигматизирано тоа кои се вие Share, што прават, што сакаат од нас. Кога започнавме со работилницата, всушност бевме пријатно изненадени, токму преди тоа што навистина се разреши таа стигма околу тоа прашање за посета на стручно лице за споделување на проблеми и добивме позитивен фидбек од оние личности кои што беа во склоп на работилницата, но исто така подоцна со изложбата и со исто така со
проширување на самата работилница надвор нели од круговите, да. Добивме позитивен фидбек со самото тоа што и децата споделуваа проблеми. кои Беше што ли ги сретни. тешко да се дојде до тоа? Да речеме начинот никако ајде да ги натерате, да ги анимирате сите ваши соученици? Естествено, па и ученици. колку е било отвореноста. Да. Значи, мислам дека од кога решивме да ја правиме оваа иницијатива, никој од нас нема вложено повеќе во нешто отколку во ова. Вистински беше тешко да стигнеме до начини на кој што нема да биде она класично споделување, support groups да ги наречам, туку да биде интересен, креативен начин, вистински кај што децата можат слободно да зборуваат. И најважно ни беше да имаме атмосферата во која што ќе бидат слободни, бидејќи сепак се деца тинејџери и е тешко со нас и со родителите и со сите да зборуваат. Ако вашите години, да речеме, се едни од најсензитивните и најспецифични во градењето на вас како личности, ме интересира зошто примарно одлучивте дека треба да ја ставам фокусот на вашето, односно на менталното здравје. Дали може би тргнавте од себе си? За се што правевме понатака, тргнувавме од себе си. Што јас како млада индивидуа, мене што ми смети, што можам јас да подобрам. Така што бивме свесни за самиот притисок кој што го чувствуваме од самата фамилија или пак од тој социјален притисок или притисок од училиштата. И токму затоа бидејќи го сетивме на наша кожа, сакавме да подобриме нешто во тоа поле. Токму затоа работилниците беа фокусирани повеќе преку ставање на самите личности во кожа на друга личност, преку процес пример на case studies, каде што преку некој сценарио самите присутни може да им се долови тој момент доколку не знам доколку станува збрза токсична врска, да знаат како е да се соочиш со нешто такво. И да се развие, впрочем да се развие таа емпатија меѓу нас на некој начин. И тоа го вметнавме на некој начин. Исто така важно ми беше да обрнеме внимание на фактот дека голем број од родителите, тргнувајќи од сами себе, најмногу се концентрираат на тоа дали детето е 5.00 во училиште, дали е одличен ученик и редовно посетува настава. Мислам дека многу не размислуваат на фактот дека ние сме деца кои што се уште се градат како индивидуи и е многу важно да имаме вистински стабилно ментално здравје доколку нели можеме и за понатаму да можеме да се изградиме во личностите кои што сакаме да сме. Девојки, ќе се сложиме сите дека баш тие години гимназија се најлудите или годините, како што рековте самите, кога треба да се уште оформувате од тој аспект. Сега може би е репрезентативно малку е една гимназија за да се види со какви се проблеми се соочуваат младите, меѓутоа може да биде барем еден показател кои се најголемите проблеми на луѓето на таа возраст. Па и ваши лични искуства може да слушнам. Па, во главно проблемот е што не сме сватени од општеството. Тоа е многу... Тоа е и природно. Тоа е природно, само по себе такви се годините, да, но сепак исто проблемот е што во друштво, например, ние цело време сме со друштво и со најблиските другари, целото слободно време со нив го поминуваме. И многу е тешко кога една млада индивидуа не може да се искаже или да го покаже својот став пред најблиските другари. А зошто е тоа така? Угнетеност поради неисто мислење или? Па Страв дека нема да бидеш прифатен. Страв дека ќе нема да бидеме прифатени или ќе бидеме осудувани на некој начин. И Во ова глобално време, каде што, да речеме, постои притисок, особено нели за вас младите, за средношколците, кога се уште се барате себе си. Добро, меѓутоа они се во фаза на градење, ние више рачунам дека сме изградени. Да, колку е тешко со сета таа глобализација и сите тие предности што ги носи новото и модерното време, меѓутоа еве според мене има и недостатоци. Бајаги колку е тешко трката со време да се биде подобар, да се изгради некаков стайлинг во однос на тоа дека масовните медиуми, па без разлика, еве, звезди нека се музички наметнуваат што е ин, што е аут, апропо тоа што го кажавте, различноста. Колку е тешко да си различен во се оно што е пласирано како мејнстрим. И ова е различно до некаде, ова е различно, ова е нешто ново понудено. Така што тешко затоа што премногу внимание посветувано да бидеме најдобри, да бидеме први, да бидеме ин и многу различни и многу малку се посветува на тоа
какво е моето ментално здравје, како јас се чувствувам во овој момент. Да, заради го тоа го поставуваме постави тој факт и прашањето. токму затоа сакавме да го направиме ова за да може да посветиме вниманието, затоа што тоа е навистина важно. Затоа што подоцна тоа ќе биде показател на нешто понатака што ние ќе го направиме во животот, нас ќе оформи како личности. Така што и токму затоа и со оваа иницијатива сакавме да го побиеме и тој страв кој што го чувствуваме за да бидеме поразлични или пак да се искажеме и така натака. Исто така, да, голем дел од децата се угледуваат на тоа да големите звезди како прават, како се облекуваат, значи од самите најмалите работи и ни беше доста важно да спомнеме дека најважно е да си свој, да имаш свој карактер и став, за да си едноставно различен од другите. И правилно. Како ви изгледа сега, како што поминува времето со работилници, ве доаѓате до некој таков резултат во однос на... Ние бевме премногу позитивно изненадени затоа што не очекувавме толку добар фидбек од учесниците. После првата работилница поминавме половина час пред училиште и ги споделувавме импресиите и бевме премногу изненадени и воодушевени како тоа на сите толку им се допаѓа тоа споделување баш на проблемите и колку се чувствуваат слободни да го прават тоа, бидејќи ние како група од 10 ученици кои што се знаевме само на здраво, нели, на училиште, едвај. Премногу се зближивме и некако се внесовме целосно во иницијативата и мислам дека и тоа им даваше некоја слобода на учесниците да ни кажат што им смета и како тие се чувствуваат, затоа што ние бевме многу отворени во врска со нашите проблеми, да кажам. И без предрасуди и стереотипи, многу нормално. Да, се создаде таква една средина, треба да бидеме слободумни за да може да се чувствуваат пријатно. Уште од првата работилница создадовме некои како ground rules за како едноставно дека работите што ја кажуваме таму остануваат помеѓу тие 4 ѕида и тоа не искача надвор од таа училна. Првичната цел не беше да споделуваат проблеми, всушност беше токму така да се вметнат во кожа на друга личност, ама од сето тоа прерасна во една работилница каде што младите чувствуваат таа потреба да ги споделат проблемите, тоа беше навистина интересно, да. Мило ни беше многу. Пробувам да се ставам себе си во да се вратам на тие средношколски денови кога би имал една ваква опција, да видам колку би била мојата отвореност да зборувам пред токму моите соученици во тоа време и најголемите проблеми. Затоа ќе се вратам уште еднаш во тие години, емоциите, чувствата, љубовта е особено, родителите и нивното влијание, потрагата за успех и добри оценки пред факултетските денови. Колкава е отвореноста да се зборува за тие работи? Тешко е, навистина е тешко, мислам и ние како млади индивидуи тешко е да се отвориш да зборуваш за такви проблеми, особено што имаш притисок од сите страни. Да. Притисокот, каков притисок? Социјален притисок од социјални медиуми, притисок од фамилија, притисок од образовни институции, притисокот го чувствуваме од повеќе страни. И кога сте во работилница, тешко им иде на вашите Не, затоа што како што ученици кажаме да го остават сето тоа на страна, да влезат и да го кажат? Па не започнувавме со некои базични прашања, да, и баш почнувавме нака полека со сите работи за да се створи таа интимност. Така што не можеби на првата работилница додека се запознаат беше можеби потешко, да, но веќе на втората работилница отворено може да Прашањата беа конципирани од вас самите или со помош на психолозите, односно стручните лица? Првата работилница беше од нас самите, подоцна има можност да учесниците да споделат приказно за некој проблем со кој што се случиле, некоја пречка која што имале, која што ја пребродиле. И од сето тоа, за да се задржи таа интимност на целата приказна, извадивме одредени теми, односно психолозите со нивна помош, извадивме одредени теми на кои што се зборуваше. Тоа беше, темите беа притисок од фамилијата, булинг, имаше токсична врска, другарство, дружења, и тоа. Љубов, врска, Нас ли ни беше клучната поента сега да ги собереме децава и да ни кажат што ги мачи. Ние не сме стручни лица, не можеме тоа да го правиме. Поентата на настанов беше да се почне разговор, да почнеме да дискутираме на темите кои што нас не засегаат. Сите Иако не се лични проблеми. Сакате да кажете дека потребата дојде плюс од тоа што не
не е често пракса да седнете меѓусебно, еве не само вие, зборувам генерално како средношколци, како ваши врсници. Не знам дали ќе на кафе или без разлика. Едноставно да застанете и да си направите муабет што кого како го мачи, на кој начин. Таа преголема затвореност Да, што ги сега ја избегнуваме има тие главни проблеми. Ги избегнуваме тие главни се проблеми кои што ставаат под тепих. Да. Добро, тогаш се ќе ме заскриваат. интересира да речеме една друженка ваша на ваши врсници како изгледа, ако не се зборува отворено за проблеми кои што ве мачат или секојдневни ситуации, немили настани, што само позитивните работи се кажуваат или Тоа зависи индивидуално нели од отвореноста на личности каков тип на човек е, да. Но повеќето да со тие поголеми проблеми кои што наистина може да приреснат во нешто уште поголемо, може би се плашат од тие предрасуди кои што би ги имале другите, од тоа осудување и така натака. Така што Или само да се каже, ајде, ништо не ти ќе ти помине. да, и тоа е голем проблем затоа што и затоа многу млади личности патат и од депресија, анксиозност и така Апсолутно. натака. Токму преди тоа што го имаме тој момент на ништо не ти ќе помине, да, секој не проблем знаеме да слушаме? Да, Да. не само тоа, и нашите родители, пример, секој средношколец еднаш во животот барам ќе помине во тоа дечко ми, девојка ми раскинал, така, многу е нормално. Ако седнеш да го споделиш тоа со твојот родител, секако се разбира и до родителот, нема да го сватат можеби толку сериозно, а во тој момент тебе тоа ти е едноставно најважно нешто што ти се случува. И многу е важно и родителите да разберат дека и тоа што за нив личи дека е мал проблем, за нас е секако Токму и тоа сакав исто голем така да го проблем. поттикнем, да ги мотивирам исто така и возрастните личности и професорите и сите нели просветни лица да разберат колку е важно всушност тоа споделување на проблеми, колку е важно во овој момент да имаш некаква поддршка. Без разлика колку и банално да им звучат Да, на да. возрастните луѓе. Да. Ги спомнавте социјалните мрежи, ја спомнавте и депресијата и анксиозноста, па според вашето искуство или она што можеби сте го забележале и сте го оставиле како своевиден заклучок во оваа ваша генерација, тоа е сето поврзано и социјалните мрежи, начинот на кој што младите ги гледаат тие фотографии, нечии животи, колку хигиена се води за менталното здравје? Па и според спроведената анкета што имавме во училиште, значи воопшто. Воопшто, да. Затоа и почнавме со ова. Приметивме дека имаше и други обиди да се направи некоја ваква работилница, но за сега нема баш некој голем успех. Ние бевме многу мотивирани уште од самиот почеток да го спроведеме целосно ова, бидејќи и од сами себе, како што кажавме, вистински ни е важно да почне да се зборува за овие табу теми. Очекувате ли поддршка, да речеме, од другите училишта? Се надеваме на голема поддршка. Да, се надеваме на поддршка, да. Од врсниците имаме поддршка, така што сега ќе видиме, имаме во план за виднина да соработуваме исто така и со други училишта. Да, но сепак ќе биде повторно со помала група на ученици и се надеваме на поддршка. Да, би прашала уште за крај. Каква беше реакцијата, бидејќи ги спомнавме, а имаат улога психолозите и стручните лица, претпоставувам и те споминавте да сте добиле поддршка, професорите можеби, не знам, никаква реакција, предизвикавте ли? Па имаше многу нормално, бидејќи станува збор за кадар од 90 професори, имаше и позитивни и негативни реакции. Мислам, негативни немаше во ниеден случај, да не се разбереме погрешно, имаше нели професори кои што беа полни со поддршка, некои кои што беа индиферентни во однос на тоа прашање. Зависи од Скептични интересите, можеби. да, зависи од интересите на самиот Така. професор, да. Но во глобала имавме поддршка, да, се надеваме дека ќе имаме уште поголема поддршка и можеби ги направиме нешто во склоп да се организира и со професорите. И на крајната на изложбата дојдоа голем број професори и сите вистински не потапкаа по рамо, како да кажам. А тоа ви е важно. Вие, Токму да, тоа е важно. вие ни донесовте едно видео во кое што имаме некој фидбек, изјави од дечки кои што учествувале во работилницата. Предлагам да го погледнеме пред самиот крај, ќе се вратиме со една завршна поента. Ние правиме работилници за ставање акцент на адолесцентски проблеми и на ментално здравје. Им даваме простор на младите да ги споделат проблемите кои што се дел од нашето секојдневие, кои што на вистина нас не мачат и на тој начин да им дадеме потенцијални солуции, но исто така и совети за решавање на истите.
Многу им благодарам на организаторите на овој настан што имав можност да учествувам и да слушнам различни мислења на различни теми кои што ги засегаат младите. Поминав супер, мислам дека ова работилница е едно одлично и многу корисно искуство. Се изгради една пријатна средина за да можеме да збориме за стварите за кои што најчесто секојдневно не ни доаѓа прво да збориме, не знам, како сме се осеќале на нека тема. Свативме дека можеме на понеблиски личности да ги кажеме своите проблеми отколку на некој што толку многу го знаеме и толку време го познава. Свативме кој нешто да изгледа чудно, пак имаше разбирање помеѓу сите. Се запознавме едни со други, се доверивме. Имаме заеднички проблеми, заеднички идеали, мотиви. Научив дека треба гневот да го изнесам од себе, а не да го чувам. Сите проблеми може да се решат, да не ги чуваме во себе, туку да побараме помош од останатите. Научив дека треба да бидеме благодарни за она што го имаме во животот. Не треба да се мисли дека менталното здравје е секундарно, а физичкото примарно. Да не се плашат да го искажат својот став и своето мислење. Секој проблем се надминува, дека секој проблем има решение. И најбитно секој мора се што се случува, што ти се случува, да го искажеш, да го прифатиш, да го анализираш и после тоа да го решиш тој проблема, не треба да потиснуваш работи од себе и да ги оставаш. Што следува? Следува изложба на која што вие ќе може да споделите слика, поезија или пак било какво дело, некој предмет или пак личност која што ви представувала одредена мотивација да пребродите некаков проблем. Така што очекувајте и пратете на. Пратете ги, да. За крај, ваша порака до сите оние кои што не се одважили или кои што од другите училишта што доправа можеби ќе ви се приклучат. Да, како што кажува и самото наше име, share, односно speak honestly and resolve everything, треба да зборуваме отворено за нашите проблеми на тој начин да ги разрешиме и даваме апел до сите да бидат свесни за сопственото ментално здравје. Добро, јас нема повеќе да должам. Ви благодариме уште еднаш што бевте во студиото. Ете, ви кажа девојките, зборувајте само затоа што така може да си ги решите проблемите и некој да ги чуе вашите проблеми, па да најдете заедно решение. Јас и Јан овде се одјавуваме, се враќаме околу 17 часа.